Господине Стојчевски, од каде патувате вие? Од Виена, каде што бевме на медицински преглед, хитен медицински преглед, значи имав закажано и од таму навака со цела медицинска документација се враќам, меѓутоа ништо, се уште сме тука заглавени, никој ништо не знае да ни каже што и до каде е работата. Моментално значи се наоѓаме на граничниот премин Бартовци. Тоа е меѓу Хрватска и Србија. Значи поточно сме точно на српската граница, на царинскиот дел, каде што имавме дозвола за пропуст, претходно издадена од српска страна, која што ни беше пратена на мејл. И кога стигнавме тука, значи Сабајле во 7:30, значи ги дадовме пасошите, ја дадовме дозволата, сето тоа беше земено на проверка и еве се уште не ни е вратено, бараа да им се потврди сето тоа, да биде потврдено од некое министерство, од амбасада, дали е тоа валидно, иако е тоа нивни документ издаден и се уште немаме никаков одговор, дали ќе поминеме воопшто или не. Заглавени сме тука на царинскиот дел, не можеме ни на кај Хрватска, ни во Србија не пуштаат. Господине Стојчевски, морам да ве прашам во каква здравствена состојба сте и дали сте добро со оглед на тоа што ни кажаат дека имавте Здравствената состојба значи не ми е добра, со тоа што треба подхитно да примам терапија во Скопје. И затоа брзавме да се вратиме подхитно назад. Значи во медицинскиот наод што ми е од Виена стои дека значи подхитно треба да се прими медицинска терапија, пошто се работи за малигно заболување. Така, што ви велат на српската граница освен тоа што чекате десетина часа таму? Ништо. Велат не можеме да ве пуштиме. Првим беше као да проверат дозволата, од 7:30 до 9:30 часот ја проверуваа дозволата, во 8 часот веќе беше затворена границата за премин. Значи, и после тоа беше одговорено од нивна страна дека треба некој да им се јави од амбасада или нешто за да се потврди веродостојноста на документот, на дозволата за транзит, што е. И за тоа се потрудивме, им се јавија тука и тоа не им беше доволно и сега не знаеме што да правиме веќе. 3 лица сме. 3 лица сте. Со возило сме. Со возило, со ваш автомобил, се враќате назад. Да. И само вие чекате на граница. Да, само ние сме тука. Со сите потребни документи? Да, со сите потребни документи. Границата е обезбедена со оклопни возила, со хермелини, со БТРи, со хамери, не знам со што. Тука, мислам, обколено е така како да се води војна. Така. Дали во овие десетина часа, колку што од утринава, од кога сте таму, се обидовте да исконтактирате со некој од институциите во државата? Со сите институции. И со МВР, со МНР, сите велат се трудат, прават некои напори да се обезбеди значи премин, амбасадите се запознаени со тоа, меѓутоа никој уште ништо не кажува конкретно. Од Министерството за надворешни работи апелираа до сите граѓани кои што се надвор од државата да се пријават во ДКП-ата, во дипломатско-конзуларните представништва. Бевме пријавени таму ни се јавија, значи вчера во 18 часот ја добивме дозволата за транзит низ Србија и веднаш појдовме, значи што ми ја добивме дозволата, ние појдовме од таму. Појдовме преку Словенија, Хрватска, значи немавме никаков проблем. На хрватска граница имавме негде околу 3 часа застој. Имаше некоја мала гужва, меѓутоа тоа помина. Овде пред нас имаше едно возило само на српската страна и тука мислам дека еве од 7:30 Сабајле до сега се уште сме тука. Така. Ни рекоа дека се прават некои напори во Министерство за надворешни работи или нешто, не знам каде конкретно, се преговара нешто, а што како не знаеме ништо уште.